една частичка се движи и после те минути поминува пат, даден со оваа функција е со t, односно е со t еднакво на 6 по t на 4. Да се определи средната брзина на интервалот од 2 до 4, односно да се определи средната брзина на частичката од втората до четвртата минута, тоа е барањето под А, барањето под Б е. Да се определи моменталната брзина во втората минута, во време T еднакво на 2. Да забележиме тука дека S ни е некоја функција по T. Веселно кажавме во минатата задача, го определуваме на следен начин. F од T1 минус F од T0, каде што T1 и T0 се десната и левата граница на овој интервал соодветно врз T1 минус T0. Промената на функцијата врз промената на променливата од која што ни зависи функцијата, едноставна функција. Понатака само заменуваме. Во именителот имаме 4 минус 2, T1 4, T0 2, додека во броителот имаме F од 4 минус F од 2. Тоа е еднакво на 6 по 4 на четврта минус 6 по 2 на четврта врз 4 минус 2, врз 4 минус 2, што е еднакво на 2. Или ова е 720, да забележиме дека со ова ни е даден некаков пат, ајде да речеме метри. Имаме 720 метри во минута. Оваа величина, оваа физичка величина е брзина. Под Б треба да ја определиме моменталната брзина во точка Т е еднакво на 2. Согласно ознаките кои што ги користиме во минатата задача имаме V моментално е еднакво на лимес Т тежи кон T0, сега на стих ја користам променливата. Т бидејќи S е функција од T, од имаме F од T минус F од T0 врз T минус T0. Каде што T0 е точката, во наредниот тоа ќе го заменам. Имаме лимес од T тежи кон 2, не се го пресметуваме кога T тежи кон 2 од F од T минус F од 2 врз T минус 2. Или ова е еднакво на лимес од наместо F од T сега ќе го запишам изразот за S или 6 по T на четврта минус наместо F од 2 ќе заменам 6 по 2 на четврта, толку е F од 2 врз T минус 2. T тежи кон 2. Ако допуштиме T да тежи кон 2, во броителот ќе добиеме 6 по 2 на четврта минус 6 по 2 на четврта, што е 0. Исто така и во именителот ќе добиеме 2 минус 2, што е исто така 0. Добивме некаква неопределеност со која што треба да се справиме некако. Имаме лимес од изразот во именителот ќе препишам T минус 2, додека во броителот пред заграда ќе извадам 6. Во заградата останува T на четврта минус 2 на четврта. T тежи кон 2. Понатака имаме лимес T тежи кон 2 од во именителот имаме T минус 2, додека изразот во броител ќе го запишам на следен начин. 6 по T на четврта е T на квадрат на квадрат
додека 2 на четврта е 2 на квадрат а на квадрат. Или ова е еднакво на t на квадрат минус 2 на квадрат, разлика на квадрати, по t на квадрат плюс 2 на квадрат. Тоа е еднакво на лимес. Војните овде препишувам изразот. Сега, шеската ја препишувам. Ова, t на квадрат минус 2 на квадрат, уште еднаш ја применувам формулата за разлика на квадрати, се добива t минус 2, t на квадрат минус 2 на квадрат, t минус 2 по t плюс 2, преостанува да помножам по овај израз, t на квадрат плюс 2 на квадрат, што е еднакво на, што запишам 2 на квадрат, 4. Попресметувам лимесот кога t тежи кон 2. t минус 2 се крати со t минус 2. Понатаму, овој лимес е еднаков на лимес од 6 по t плюс 2 по t на квадрат плюс 4. Попресметуваме лимесот кога t тежи кон 2. Ако допуштам t да тежи кон 2, сега немам никаква неопределеност, се добива 6 по 2 плюс 2 се 4, по 2 имаме t на квадрат, односно 2 на квадрат што е 4 плюс 4 по 8, значи ова е 8, ова е 4, имам 6 по 4, по 8 што е еднакво на 192. Конечно под b може да кажеме дека моменталната брзина во точка 2 е 192.